А сега е веќе време за нашиот гостин овде во студиото, неговата домаќинка ова утро е Слободанка, а нашиот гостин ви е добро познат, нашиот фармацевт, магистер Михаил Минов. Добро утро! Добро утро Искра, добро утро Слободанка, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Добро утро, Слободанче, и до тебе. Секогаш знам дека е интересен разговорот, секогаш знам дека гледачите сакаат да ве слушаат. Има нешто на масичката, предпоставувам, за гледачите, така? Секако. Еврофарм секогаш по нешто, нели? Во главном се витамини, али колку да не е безичи. Малите нешта го чинат животот и секогаш е убаво да израдуваме некој. Имаме некоја конкретна тема, Слободанка, на која што ќе зборуваме? 25 септември, без разлика што помина, сепак беше близко, е денот на фармацевтите. Честито! Така да, и за тоа ќе зборуваме, но и за многу други нешта. Поверете. Добро утро е званично и од мене и добре ни дојде. Секогаш добре дојде на гостин, затоа што и со вас е многу пријатно да се разговара и вие сте еден навистина квалификуван магистар фармацевт, но како што кажуваш Михаил, аптекар. Секако. Нели, во основа, јас сум аптекар. Така. Она што го работам практично е малце поинаку, меѓутоа, да, аптекарството ми е мојата пасија, како да кажам, причината ради која што и дипломира фармација, толку години останав се уште во една веледрогерија, така да, аптекар. Аптекар, во Еврофарм. Јас само да не заборавам, еве да им посакам исто така и добро утро на нашите гледачи и добро утро секое утро. Како што знаете, ќе имаме за двајца гледачи подароки за вас, со оглед на тоа дека и останатите се малку и за нас, нели? Убав понеделник посакувам секако и затоа што не сакам да кратиме од времето, ќе имаме поширока тема за зборување, со оглед на тоа дека беше 25 септември денот на вас, аптекарите, фармацевтите, меѓутоа и за други теми. Но јас на самиот почеток само морам да прашам, првото прашање мое ќе биде малку надвор од темата. Имаме толку многу променливо во време, предпоставуваше најверојатно. Еве во саботата бевме сведоци дека имавме летни температури, каде што веднаш во текот на вчерашниот ден температурата толку ниско падна што почувствувавме зима и бевме од кратки ракави во јакна. Што трпи нашиот организам и што е потребно и како да го заштитиме од овие толку големи промени сега на времето? Слободанка, знаете како организмот, нели хормоните се тие кои што го движат, а ваквите промени од вчера до денес, фактички преку ноќ, волкава промена на температурата ќе активира голем број на хормони со цел организмот да ги преживее на најбезбеден начин тие промени. Односно се активира надбубрежната жлезда и се излачува поголема количина на кортизол. Тоа е хормонот на стрес. И ради тоа вчера како што и ветрот беше ладен, ама и на нас ни беше уште поладно. Субјективно чувство. Како да се заштитиме овој период? Да, мора да внимаваме што облекуваме. Верувам околу 12-13 часот повторно ќе биде топло и ќе биде лето, така да таа дебела јакна и ќе треба да се соблече. Помалку кафе, затоа што тоа влијае на излачувањето на кортизолот, односно уште толку настанува една вазоконстрикција од премногу кафе и оние суплементи кои што спаѓаат во групата на адаптогени. Значи, куркумата е тука, печурките се тука, швагандата, ред производи кои што му помагаат на организмот подобро да се адаптира на вакви промени. И треба да се адаптираме и добар совет добивме. Мораме да се адаптираме, нели? Затоа што шок претрпуваме. Другата опција е да залегнеме болни. Не дај Боже, меѓутоа така е настинки вируси и така натаму и самиот ветер што ги носи ладниот, сезоната нивна. Меѓутоа ајде сега за она што сакавме да разговараме, а тоа е 25 септември, вашиот ден, денот на фармацевтите. Пред се би сакала да знам како го одбележавте секако вие и еве насловот е токму тој. Аптекарите се еден од трите столба на секој здравствен систем, дали е тоа така и кај нас? И кај нас е така, но општеството, друштвото не валоризира подеднакво како
лекарите како стоматолозите. Ние сме некако така, како да Јас сум кажам, таа што е како понастрана да сме ставени на малку. исто ниво како докторите и останатите, затоа што секогаш точно знаат, поготово вашите колешки во мојата наслоба да ми погодат лекарствата, па некогаш и многу подобро дури и од докторите. Знаете како, пак ќе кажем, аптекарството... Затоа довербата е голема од моја страна. Ние ги учиме производите, препаратите, лековите, суплементите, све она што е Поношто најпотребно. за топикална Крајната примена. цел е Меѓутоа се лекот. учи производот од Така е. почеток до крај. Од производството, таа основна рецептура, па се до финално кога ќе се појави на рафт во аптека. Лекарите учат за болеста. Техники на диагностика, режими на терапија, многу поразлично отколку нас. И сега човек ќе рече, па и ти се разбираш. И викам, да, ние на фармација мораше, се уште мора, нели да се научат многу предмети, многу медицина, за да бидеш добар аптекар, односно фармацевт. Инаку едно без друго не оди. Не оди, па нормално дека не оди, како што Вмрежена ни е работата. Да, крајната цел се лековите, ако Да. тие не ни помогнат, тогаш како? Да се излечиме. Тогаш џабе. Да. Све е џабе. Да, што Инаку- подразбира, да, еве, споменавме желбата твоја, толку години вложено труд, нели, и во медицинскиот факултет, кога зборуваме за фармација. Затоа сега ќе следи прашањето, што подразбира професијата фармацевт, веќе начнавме некоја мала тема, меѓутоа еве во, да кажеме, поопширно да пообјасниме околу ова. Традиционално, да се биде аптекар, да се биде фармацевт, подразбира набавка на лекови, нивно складирање во аптеката, издавање согласно рецепт од доктор, дали е матичен, дали е специјалист, па фотокопија на извештајот, дали е, нели, меѓутоа мора да има некаков документ од лекарот и следење на терапијата. Што би се рекло, тоа следење на терапијата подразбира да пациентот после недела-две, кога ќе дојде по нешто сосема друго во аптеката, аптекарот е тој кој што го потпрашува како ви е со овие лекови, дали имате подобрување со нешто ново што е ординирано, споредено со нешто што е претходно самиот пациент што го пиел. Така да тие се како традиционални услуги, односно функции во аптеката. Поново, тука се и можностите за имплементирање, односно администрирање на вакцини. Тука е терапијата, односно третманот на гојазните особи, значи оној совет како да се ослабне правилно. Ги имаме што почесто, што покажува статистиката, бројката за гојазните луѓе во Македонија? Апсолутно, како и во целиот свет, тоа е, како да ви кажам, една, нели она беше пандемија со ковид, ова е синдемија го викаат, затоа што ги спојува диабетот и гојазноста. Така. Едно со друго започнува да бидат третирани како една здравствена состојба, која што мора да се третира подеднакво. Така. И диабетот, меѓутоа и гојазноста. Не е само во случајот на диабет да се даде инсулин, 90% од луѓето стануваат гојазни од диабетичарите, така да мора да се третира и гојазноста кај нив. Така. Сега, многу е важно искреноста наша кон вас, фармацевтите. Да. Зошто е тоа така, да појасниме? Затоа Зошто да што бидеме искрени со вас? Ако човек не сподели конкретна информација за лекарствата, за начинот на живот, за исхраната, во аптека ќе го прашаат посекако. Така. Колку масна храна јаде, колку редовно се храни, дали е тоа доручек, ручек, вечера и 2 ужинки или е само еднаш во денот. Ние умееме како аптекари да процениме дека, нели, човекот излажал, односно некој нели не е толку искрен. Приказната е дека ако ги имаме сите информации, ќе направиме соодветна адаптација на
режимот, односно на терапијата. Така, тоа значи дека исхраната многу влијае врз Апсолутно. ова што сега го зборуваме терапијата и затоа мора да се искрени пациентите и да Апсолутно. кажат искрено Знаете како- дека ако сакаат нешто помрсничко да јадат, да кажат дека тоа го прават и да не кријат од вас. И не така. само да да добијат кажат. совет. Јас цело време на пациентите им кажувам терапија, лекови и суплементи се пијат саат време пред или после оброк. Никогаш не се пијат 15 минути пред, односно 2 секунди после оброкот. Саат време мора да се остави период, ако ги пиеме пред оброк, да таблетата, капсулата, нели, да се разгради во желудникот, да го помине желудникот, да стигне во 12-палачното црево, после веќе можеме да внесеме нешто друго. За да не го вклучително- малтретираме и желудникот воедно. Не на само некој да не начин. се малтретира желудникот, туку Нема дејство. ќе дојде до интеракција, односно формирање на комплексни соли помеѓу лекот и внесената храна. Лекот, подразбирам и активната субстанца во лекот, меѓуто и сите оние дополнителни компоненти кои што во фабрика се додаваат за да ја добиеме формата на таблета. Така. Сега ќе дојдеме и до прашањето кога ги споменуваме витамините. Дали витамините може да ја намалат вредноста еве на терапијата или ефектот од лекот? Понекогаш можат. Зошто? Затоа што човекот на своја рака знае да се предозира. Нели? Што значи дека треба да бидеме внимателни и за тоа и да се советуваме со вас фармацевтите. Назначено на амбалажата или фармацевтот ќе им каже, нели, на гледачите, од овој витамин еднаш дневно наутро, тоа е еднаш дневно наутро. Не е тоа леле па заборавив, чекај сега, ај уште едно еде витамин, ја нема да ми биде ништо. Напротив, таа предозираност или хипервитаминоза што се случува многу често, Што штети на телото најмногу? на сите системи и органи. Конкретен пример, витаминот С, на пример, ако Да, еве сите мислиме дека витаминот С можеме да го земаме не знам колку пати во во денот. неограничени дози. Да, и така натаму. Сушност, од една таблетка од 500 мг од С витаминот се ресорбираат околу 350 до 375. И тоа е дневната доза за човек кој што е околу 40-45 години, кој што, како да кажам, е пушач, кој што работи, кој што ги троши, односно внатре во телото се генерираат слободни радикали. По овие 375 мг на витамин С ќе се борат со тие слободни радикали. Но проблемот е со витаминот А, проблемот е и со Б комплексот кога ќе се Витаминот претера Д? апсолутно идеја е тука, значи во тие ризични, како да кажам, витамини кои што прават такви состојби на хипервитаминоза. Б комплексот е тука буквално Оние почестите сите. витамини за кои посегнуваме еве некогаш и на своја рака, Да. може точно тоа да го кажам Како така. да ви кажам? Затоа што сме таква нација и таков ни е менталитетот пред се, Да, мислејќи таблетомани. Таблетомани, Ние да. сакаме апче да се напиеме, па Да. нели, ќе ми биде подобро. Меѓутоа не е тоа така. Не. Затоа си тука и секогаш добре дојден да ги подсетуваме гледачите на сето ова. И ова ќе ми биде дури сега и следното прашање од сето она што го разговаравме. Колку е тешко да се, дали е тешка вашата професија и како е да се биде фармацевт? Со оглед на тоа дека работиме со многу луѓе, со разноразни карактери. Некогаш се и своји глави ви велат не сакам тоа и готово и така натаму, па треба да го убедуваме најверојатно. Така да предпоставувам Знаете дека и како- до тоа може да се дојде. Техничкиот дел од работата е технички, нели, да се направи нарачка до веледрогеријата, да биде да стигне робата, па да се намести, па да се провери дали е со добар рок на траење. Многу пати овој другиот дел што е на soft skills, што е со пациентите, тој однос знае да биде па дури иритирачки. Особено, например, се случува фабриките да ја променат амбалажата на лекот и после тоа луѓето бараат од тој претходниот. Ама истиот е, фабриката го смени, ја смени амбалажата, дизајнот на кутивчето, не ќе му довој, дај ми од тој А мојот. тој веќе не постои. А тој не постои. Фабриката го, нели,
ребрендирање И тука треба направиле. да се внесеме во едно објаснување, Да, предпоставувам. едно објаснување кое што трае и трае. Предавање. Да. Верувам. Затоа што верувајте, тој истиот човек претходно пошол во уште 3 аптеки и после мене ќе оди во уште 5 аптеки За да го бара за да го тој бара тој неговиот лек. лек за останато. И друг еден момент, многу пати се случува, многу пати. И не е така често тоа, меѓутоа аптеките, фабриките да укинат производство на конкретен лек. Лек кој што, например, е хронична терапија и луѓе со години го пијат и во даден момент фабриката одлучува дека нема економска исплатливост и се укинува тоа производство. Тогаш е веќе најголемиот проблем, односно најголемите кавги се случуваат во аптека. Што воопшто не е ваша вина. Да, луѓето си го бараат нивниот лек. Меѓутоа, како да кажам, не разбираат кога ќе им се каже со убаво од фабрика го нема. И веќе треба се да не биде ние не е јасно со дека самото тоа. го криеме лекот. Така. Едноставно од фабрика го Не нема. постои повеќе. Се произведува, повеќе не се произведува. Да, тоа се веќе, како да кажам, Карактери на преференци на И фабриките. фабриките, но и карактерите нели на луѓето и сега тука Да. доаѓаме до еве вакви недоразбирања, додека се да објасните, меѓутоа мора да се прифати. Нема. И тоа е тоа. Меѓутоа сигурно дека постои замена и вие многу добро знаете што треба да Така се е. стори во тој случај и да се даде на пациентот. Сега, кога секогаш зборуваме, споменуваме и самиот споменуваш аптекар, фармацевт. Ајде еднаш да разграничиме, дали сепак има разлика помеѓу фармацевт и аптекар? Во принцип има, а практично гледано нема. Така. Затоа што работата во аптека е идентична и за техничарите и за фармацевтите. Разликата е во едукацијата и оние совети кои што се даваат за пациентот, фармацевтите се повични споредено со техничарите. Меѓутоа, сите оние колеги кои што работат во аптека се аптекари. Така. Да, ние сме фармацевти, магистри и сето тоа, меѓутоа за обичниот народ ние сме сепак аптекари. Така. Еве, како што напоменавме, помина 25 септември, меѓутоа со оглед на тоа дека беше блиску денот на фармацевтите. Ајде уште еднаш јас би сакала некаде вака еве ги кон крајот на нашиот разговор ќе кажам дека очекуваме еве двајца гледачи да ни се јават за да доделиме убави подароци од Еврофарм, поточно суплементи, витамини кои што ни се потребни и на кои што кажавме дека многу треба да внимаваме како да ги консумираме. Зошто се одлучи за фармацевт во твојот живот? Што беше пресудно? Во аптека. Навистина. Да, јас кога бев дете постоева градски аптеки каде што се правеа магистрални лекови, тој мирис ме поттикна да одам на фармација. Низ годините тоа све се смени, нели? Веќе ретко во која аптека се произведуваат магистрални лекови, не за друго. Од фабрика доаѓаат готови сите, истите тие рецепти, меѓутоа фабрички машината како што може да го направи конкретната крема, човекот на рака не може. Така. Меѓутоа тој мирис во аптека ми беше, како да кажем, еден од главните иницијатори, да кажеме. Како да кажем, практично применета хемија. Хемија, да, која те вовлече во токму оваа професија која што и денеска работиме. Колку години помина? Многу. Да. Многу. Па не се забележува по тебе, затоа и прашувам. Што значи да знаеш како добро да ги користиш витамините. Да. Нели? Да. Така да, секогаш советите ни се добре дојдени и убаво си поразговаравме, малку осврнавме и дадовме внимание повеќе на вашата професија, што и навистина така требаше. Тука некаде, за жал, ќе завршиме со разговорот. Ќе ги очекуваме гледачите да се јават и после нашиот разговор во студио, за да им доделиме подароци. Благодарам многу за одвоеното време и само би сакала на самиот крај за антистрес терапија што да правиме? Да не се нервираме. Да не се нервираме без витамини. Видете, има многу и лекови и суплементи кои што ќе помогнат да се стабилизира тоа ниво на кортизолот, на тој лошиот хормон и сето тоа. Но првенствено човек треба да биде смирен сам со себе, за да тоа генерирање на стресот биде помало. Така. Еве Искра секогаш е така смирена сама со себе.
ми функционира мозокот за да се нервирам, така. Тука ние треба да завршиме или имаме уште време? Да, вие каде што ќе завршите, ние ќе продолжиме, инаку Так. сакав само да се Да, надоврзам на секако. гостинот, не само што не му недостасуваат, односно има убави сеќавања, така да речеме, на градските аптеки. Пред некој ден имавме и тема со гледачите во однос на ставањето на лековите на позитивната листа и сите рекоа дека било поинако кога функционирале градските аптеки и дури сака да се вратат. Не може. Не, да. Се менуваат. Тоа е веќе во времињата, историјата. Да. Тој принцип на работа е одамна сменет. До актуелниот имало неколку принципи на работа со лековите, нели? Фондот е тој кој што ги диригира тука работите. Меѓутоа, таков тип на аптеки како градски аптеки денеска И тоа останува Неќе не. во минатото, еве да Да. им кажеме Да. на гледачите. И уште нема по да се некоја е врати. заостаната ете и во Скопје и во Така. низ Македонија. Ви благодарам многу Благодарам, на Искра. овој разговор.